Колешке Лукаревска, ме предизвикавте да ви се јавам на реплика во однос на вашата употреба на зборот мерит систем и познавање на јазик. И веднаш ми излегоа вака оние слики и скандали, не конкретно за оваа комисија, туку познавањето на јазик, која што е многу потребно, да речеме, во Академијата за суди и обвинители, инфлагранти беа фатени како фалсификувале познавање на странски јазици и замислете, ништо не се случи, се уште трае. Ја не знам тој обвинител допрен глас, колку допрен глас ќе му треба и од говорница, и од изјави на високи владини функционери. Но, ајде да се задржиме на ова што го говорите вие. Нема ретроактивност кога се формира практично ова е ново тело. Тука нема ретроактивност. Треба да се консултирате со правници и ова да ви го кажат. Каде, и велите, зборите за мерит системот. Каде е мерит системот? Да речеме, ги кажа колегата Антонио, јас ке повторам, Ивана Шапкар од Охрид. Дипломиран правник кој што работела во Стопанска банка. Немала никакво искуство во делот на правото, ама вашето парламентарно мнозинство без око да им трепне ги изгласа. Која е нашата поента? Нашата поента е да ги зајакнеме критериумите. 10 години не се малку за еден председател на вакво тело, напротив, многу високи критериуми се, 8 години за член исто така, што укажува на фактот дека ваквите тела треба сериозно да работат во областа за кој што се избрани и именувани и дадена доверба од граѓаните, односно од пратениците преку нас. Значи, мерит системот се обидуваме да го враќаме, затоа што, да ве потсетам, колешке, ние пред само неколку месеци ова го ветивме на граѓаните, оптимизација и враќање на мерит системот. Се трудиме, може да има одредени грешки, граѓаните секако дека ќе не опоменуваат, но ова е наше ветување за време на изборите и еве истото го правиме. Благодарам.